Нова провокација од Бугарија, овој пат од највисоката научна институција, Бугарската академија на науките. Македонскиот јазик не постои. Тоа е писмено регионална норма на бугарскиот јазик, македонската позиција е лажна. Ова е ставот на бугарските академици, артикулиран на вчерашната седница на Академијата во Софија, а доаѓа како реакција на повелбата за македонски јазик, која што собранието на МАНУ ја усвои на 3 декември. Во документот на Македонската академија на науки и уметности се изнесени научно признаените факти за македонскиот јазик, со кои академијата ги зацврстува ставовите за потребата од засилена и континуирана поддршка на научните истражувања на македонскиот јазик и македонските дијалекти, притоа водејќи се од строго научни начела. Но ова ги испровоцира бугарските академици, кои не чекаа долго за да го прикажат своето гледиште дека македонската позиција била лажна и неприфатлива и ги нарушувала односите меѓу двете соседни држави. Бугарската академија побарала одвоени мислења од 3 институции. Една од нив е Институтот за бугарски јазик, од каде добиле став дека од сите словенски јазици само бугарскиот бил аналитичен, а македонскиот јазик бил бугарски, напишан на српска машина за пишување. Фактот што некој некогаш го кодифицирал и го квалификувал како македонски јазик нема никакво научно значење, освен политичко, велат бугарските научници, според кој македонскиот јазик бил создаден со декрет, бил србизиран, меѓутоа неговиот код останал недопрен и тоа за бугарските академици е доказ дека станувало збор за регионален литературен бугарски јазик. Ставовите на бугарските академици се идентични со напишаното во декларацијата која пред 2 месеца ја усвои парламентот во Софија на предлог на бугарската влада. Во неа меѓу низата условувања на Македонија е вметнато и барањето никаде во документите на Европската Унија да не смее да се споменува македонскиот јазик. Од македонската влада во вторникот брифира дека премиерите Заев и Борисов по нова година ќе се сретнат во Софија на разговори за одглавување на работата на Македонско-бугарската комисија за историски и образовни прашања. Заев во Софија ќе замине како претседател на СДСМ и политичар, а не како премиер, со оглед на тоа што во Македонија ќе треба да биде изгласана техничка влада пред изборите најавени за 12 април. Одлична прилика за политичарот Заев да побара објаснување од Борисов за провокациите што во низа доаѓаат од различни бугарски институции.